имунитетот е нешто што се гради во малата возраст. Што и да направиме, не можеме да очекуваме дека нашите деца никогаш нема да се разболат, и во таа насока тој контакт со вируси и бактерии нив ќе им овозможи во иднина да бидат поподготвени, и на тоа мора да сме спремни. Меѓутоа, сепак важно е да имаме една добра подлога, че детето да е здраво, да е добро ухрането, што е многу важна работа, има навики за добра хигиена, зашто ќе ни помогне целиот овој период. Верувам дека нашите деца ќе бидат поспремни од нас, можеби во тој поглед да влечеме нешто корисно од целава оваа состојба. И трета работа, кога мислам на хигиена, не мислам само на хигиена на растет, туку и на респираторна хигиена. Значи, тие одредени, сугерираме редовно, децата што од во градинка во школа, промивки со солени раствори на носните шуплини, грлото и слично, тие ќе помогнат да ги одржуваме во добра кондиција, да не се налепат одредени вируси и бактерии. Кога зборуваме за превенцијата, покрај здравата исхрана, базирана на овошје, зеленчук, витамини и минерали, важно е, значи, барем 2-3 недели пред стартот, веќе доцниме ако сега зборуваме од овој момент, пред стартот на ваков еден, ќе кажам, настан, односно ситуација кога ќе бидат многу деца во затворен простор, па и возрастни, значи, треба да го засилуваме имунитетот. Тука има проверени комбинации кои ќе помогнат во однос на тоа. Зборуваме за бета-глукани, зборуваме за витамини од групата С, од групата Д, зборуваме за пробиотици, значи цинк. Значи, тоа е една комбинација, споменав 5 точки, може да зборуваме и уште, ама еве, барем 5 точки кои што можат да го оптимизираат нашиот имуноодговор, 5 силни имуномодулатори, кои што можеби ќе не дојдат во ситуација, ние ќе дојдеме секако во контакт со некој вирус или бактерија. Што сакате правете? Ако не се изолираме, не се ставиме во карантин цело време, што не го препорачувам на никого, и веројатно никој не би го сакал, ние не можеме да не дојдеме во контакт со агенсите, и не треба да ги гледаме агенсите како нешто што е смртоносно и да се трудиме да ги убиеме сите нив. Треба да се трудиме полесно да го надминеме. Ние сме во кохезија, во кохабитација со нив, и важно е да бидеме спремни и или да не ги осетиме, или штетите што ќе ни ги предизвикаат да бидат поситни, а од друга страна секој тој контакт ќе не направи нас поподготвени за следен контакт со сличен некој агенс.